Овие кози се на мисија овде во Калифорнија. Додека пасат трева и плевел, тие ги прават ридовите и долините во Калифорнија помалку подложни на шумски пожари. There are a few vegetations, generally the most important. Има многу вегетација, но најважната и најинвазивната е семфот, дивиот семф кој расте речиси насекаде во областа на Лос Анџелес. Сепак има и други, како стар трн, трева и грмушка што растат овде наоколу. За време на сезоната тие се подложни на пожари, а козите пак ги сакаат. Денес околу 300 кози го сочинуваат тимот за превенција од шумски пожари, заедно со 2 кучиња кои ги штитат козите од којоти, вели Чој. They are tremendously beneficial to the Козите се исклучително корисни. Друга придобивка би била исплатливоста, особено со поскапувањето на бензинот, трошоците за користење на екипа за косење се зголемуваат, особено на стрмните ридови во кањоните. Козите се природни планинари, па ќе се качуваат и слегуваат надолу по овие кањони во Калифорнија. Исто така тие може да се справат и со топлината. На козите им требаат неколку дена да исчистат еден рид, потоа се преселуваат на ново место. Пасењето се одвива од март до октомври, вели Чој. We set up the Ја fence. поставивме оградата, се грижиме за нив, внимаваме да имаат вода и минерали. Се грижиме за се. Во Калифорнија, која е подложна на шумски пожари, чистењето на сува трева е задолжителна. Вештачката интелигенција исто така се користи за лоцирање на шумски пожари. Во заеднички напор, пожарникарите и научниците од Универзитетот на Калифорнија во Сан Диего имаат програма за превенција која се потпира на илјадници камери инсталирани низ државата. Во моментот кога ќе се открие пожар, пораката оди до службите за итни случаи. They're pan-tilt zoom cameras, near infrared. Тие се специјални камери и со помош на вештачка интелигенција се создаваат илјадници датотеки што ја едуцираат вештачката интелигенција. Ние ја тренираме вештачката интелигенција да препознава чад и да може да го разликува од облаците или прашината, например. На научниците и пожарникарите им требаа години и околу 100 милиони долари за да ја обучат вештачката интелигенција за откривање шумски пожари на овој начин, а официјалните лица велат дека програмата била доста успешна. Во 2018 година шумски пожар го уништи северниот град Парадајс, при што загинаа 85 луѓе. Научниците предвидуваат дека климатските промени најверојатно во иднина ќе предизвикаат уште почести и поагресивни шумски пожари.